Добар ден и добре дојдовте. Дозволете да ви се обратам и на ромски јазик, шукар диве и шукарале. Чест ми е што присуствувате во нашето ново средно училиште Шаип Јусуф. Сушност ова е наше и ваше училиште. Би сакала да истакнам дека образованието е главна нитка во општеството, а исто така дека е двигател за подобра иднина на нашите идни генерации. Во нашето училиште имаме квалитетен образовен кадар кој што со својот интегритет ги едуцираат нашите ученици кои што претежно се од ромска националност, но исто така треба да потенцирам дека ова училиште е првото средно училиште кое што е единствено во Република Македонија, каде што сите учелници што се моментално запишани се припадници на ромската националност. Ова училиште исто така е голем успех наш на општината, посебно и на пратеникот господин Амди Бајрам и останати поединци кои што несебично се ангажираа околу отпочнувањето на ова училиште. Ова е ново училиште и беше започнато со неговото работење од 13 октомври 2015 година. Имаше мали проблеми со одредени административни работи, меѓутоа сепак училиштето работи и функционира заедно со соработка на останатите средни училишта. Поголем дел од вработените што ни се професорите се и од другите училишта, односно имаат фонд на часови во едно училиште и со нашето отварање им се пружи можност за да го дополнат нивниот фонд и на тој начин се функционира и почна работата на една образовна институција. Првен би сакала да истакнам дека училиштето е нова градба и со широчина од 4500 метри квадратни. Значи, ние имаме 21 нова училница, имаме нова сала, од кои што 5 паралелки веќе ги имаме функционални. Јас можам веднаш да ви кажам во првава година дека имаме образовни профили. Имаме прва година економски техничари, бидејќи имаше многу голема заинтересираност за економските техничари, беше испратено барање и беше одобрено тоа барање, таа паралелка да се преполови, што сушност сега имаме 2 паралелки економски техничари. Дисперзираните паралелки што всушност беа во училиштата во Здравко Цветковски и во Димитар Влахов лични услуги фризери, всушност ги повлековме и тие на еден начин само направија дислокација од нивните училишта дојдоа во нашите училишта. Значи имаме паралелка градежен техничар, втора година, имаме паралелка лични услуги фризери, прва година и паралелка лични услуги фризери, втора година. Голема чест и задоволство ми е да објавам дека оваја година се изборивме и помина одлуката да добиеме и паралелка за медицинска сестра. Значи тоа е здравствена струка и угостителско-туристичка струка келнери. Покрај овие две, што всушност ќе бидат новитети во нашата институција, исто така ќе бидат веќе и постоечките, значи повторно ќе има, вкупно се ќе бидат 5 профили. Здравствената струка медицински сестри, економско-правна и трговска струка економски техничари, градежно-геодетската струка градежни техничари, личните услуги фризери и угостителско-туристичката струка келнери. Можам да кажам дека во петок, 20 мај, во 16 часот во просториите на училиштето ќе се изврши презентација. Презентацијата ќе биде представена од нашите вработени,
Исто така имавме отворена покана и до сите родители и ученици кои што се заинтересирани за упис во нашето училиште. Воедно поканети се и останати влијателни луѓе од нашата општина. Градоначалникот е поканат, пратеникот господин Амди Бајрам е поканат. Поканат е исто представники од Министерство за образование и наука господин Реджеп Али Чупи, директорот на основното училиште Екрем Јашар и јас како директор на ова училиште и нашите вработени што се тука. Значи, ова е училиште на град Скопје и е отворено за сите ученици, без разлика на националната припадност. Дали е ром, дали е турчин, дали е влас, дали е србин. Ова е образовна институција каде што секој може да проба, ако е квалификуван за таа струка, зошто да не се запише. Очекувам дека ќе имаме поголем број сите што се заинтересирани родители и деца што имаат сега веќе завршено 9-то и имаат потреба да се запишат во средното училиште. Со нивното присуство ние ќе се потрудиме на најблизок начин да им го представиме и да им ги објасниме оние образовни профили кои што ги имаме. Сушност, бидејќи сме ново училиште, мислам дека имаме многу поширок спектар што да понудиме, бидејќи всушност во нашето училиште имаме 5 струки, кои што веќе ги споменав. Да, имаме промоции, значи првин започнавме ние со најблиската средина околу нас, нели, блиску ни е основното училиште Браќа Рамис Хамид, во соработка со директорот и педагошката служба, исто така и со основното училиште 26 јули. Во близина ни се и Васил Главинов и останати, бидејќи тргнуваме од малку поблиску, а верувам дека ќе стигнеме и подалеку. Во рамките на нашите можности би сакале да стигнеме дури да се промовираме и надвор од Скопје, во останатите градови, во Тетово, во Гостивар, во Прилеп, во Куманово и така натаму. Значи, наставниот јазик е на македонски јазик. За сега нема на албански јазик. Значи, јас не би сакала да харикирам. Значи, времето ќе покаже своето. Меѓутоа, не можеме да го побиеме фактот дека Шуто Оризари 90% е од населението се од ромска националност. Нормално дека би била поголема бројката на заинтересирани припадници од ромската националност, затоа што се во мнозинство. Меѓутоа, неоспорен е фактот дека ова е институција која што е отворена и за останатите припадници од националната припадност, така да не би сакала на вистина статистика. Сепак ќе напоменам дека сме ново училиште, не би можеле да се потпреме на ланските, да речеме, извештаи. Ќе чекаме времето да си го покаже своето. Значи, ние веќе имаме паралелки од прва година. Прва година се економски техничари, прва година се фризерите, а втора година се градежни техничари. Значи, сега овој упис што ќе биде на 28 и 29 јуни, ќе биде сите заинтересирани кои што се за упис во средните училишта и ќе биде нормално за прва година.